Во последните денови од оваа година грипот зема замав и е пред офанзива. Институтот за јавно здравје предупреди на пораст од цели 51% во споредба со истиот период лани, што алармира на можни големи последици по бројот на заболени. Се сезонски варијации. Треба да заврши годината да видиме колку ќе биде вкупниот број. Може сега порано почнува сезоната, порано дошол грипот. Најважно е колку е вкупниот број на случаи, колку што знам лани не беше нека алармантно, така да и да е 50% зголемена, ако минатата година бил мал број, така да и сега не очекувам дека ќе биде голем бројот. Да. Иако е 50% зголемена, но и тоа сме имале година кај стартот бил, сакам да кажем, понизок. Најмногу грип во моментов во државата има во Тетово, Куманово, Македонски Брод, Скопје и Штип. И според состојбата во овие градови е најризично. Што итно треба да се направи во вакви случаи од страна на институциите, а што од страна на граѓаните? Сега доаѓаат празниците, така да сем совети што треба ги даде институтот и центрите за јавно здравје, секако е загадено надвор. Постарите луѓе би требало да носат маски и во затворен простор кога има многу луѓе кодат негде. Ако се собират, што се однесува до вакцинацијата, тоа заврши веќе. Мислам дека е сега доцна веќе да се вакцинира. Тие што се вакцинирале, се вакцинирале, бидејќи треба едно 3 недели да пројде да се создаде имунитет. Сите што имаат срце и проблеми, нарушено здравје и така натаму, знам дека е тешко што кажам, а меѓутоа колку што може да избегнуваат такви собири. Кога се очекува грипна кулминација оваа сезона? Обично се од 15 јануари до 15 февруари. Тој период да биде пикот.